На 26. октомври 1820 година во Кучевиште е роден Натаниел Кучевишки, познат уште како Охридско-Пловдивски или Натаниел Зографски, со световно име Неделко Стојанов Бојичев, еден од најшколуваните црковно-литературни и револуционерно-национални дејци во 19. век. Учествувал во црковната борба против грчката патријаршија и се залагал за обновување на Охридската архиепископија. Натаниел станал екзархиски митрополит кој активно го помагал македонското револуционерно ослободително движење. Починал на 18 септември 1906 година. Беше тоа на 26 октомври 1912 година кога српската војска влегла во Скопје. Начело на првата армија во Скопје влегол командантот Александар Караџорџевиќ, српскиот престолонаследник. Беше тоа на 26 октомври 1918 година, кога во селото Гличич, Кавадаречко, е роден Никола Бадев. Во 1948 година, веднаш по аудицијата за млади таленти, Бадев дебитирал на програмата на Радио Скопје, со што започнала неговата блескава кариера како уметник и станал една од легендите на интерпретаторите и афирматорите на македонската народна песна. За музичката продукција на Радио Скопје, односно Македонската радиотелевизија, има снимено над 200 песни со најразлични содржини и околу 100 грамофонски плочи за дискографските куќи од поранешната Југославија, како и во земјите во кои живеат македонските иселеници. Имал компонирано и своји песни, но во тоа време не можело да има новокомпонирана песна, така што морал да каже дека таа песна е народна. Затоа многу негови песни се претопиле во народни. Починал во Скопје на 58 годишна возраст. На 26 октомври 1927 година свечено е пуштен во употреба Народниот театар Скопје. На отварањето присуствувал и кралот на србите, хрватите и словенците Александар Караџорџевиќ, чие име објектот првично го носел. Стариот народен театар во Скопје бил дело на архитектот Јосип Буковац, кој ја завршил изработката на плановите и техничкиот елаборат. На 26 октомври 1952 година е роден Лазар Ристовски, српски глумец и режисер со македонско потекло. Роден е во војводинското Равно село. Татко му Петар бил доселеник од Гуѓаково Прилепско, а мајка му била црногорка. Во текот на својата долга кариера, Ристовски играл во над 4000 театарски представи и глумил во 73 филмови и ТВ серии. Неговата прва филмска улога била во 1977 година во филмот Хајка. Беше тоа на 26 октомври 1955 година, кога почина Радослав Петковски, македонски писател. Основна тема на неговите дела е животот на луѓето што се борат за основна екзистенција. Главни негови дела се збирките раскази и Рибарот Климе и Рашенец. Роден е во Ресен во 1916 година. На 26 октомври 1974 година во Скопје е роден Дејан Лилич, македонски глумец и телевизиски водител. Во 1997 година дипломирал на Факултетот за драмски уметности Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а од 1998 година работи како глумец во Драмскиот театар Скопје. Има остварано голем број главни и споредни улоги во представи на Матичниот театар, но и во проекти од други театарски институции и продукцијски куќи. Покрај глумата вклучен е и во општествениот живот како водител на разни јавни настани. Беше тоа на 26 октомври 1993 година, кога во Загреб е основано Хрватско-македонското друштво. Беше тоа на 26 октомври 1996 година, кога во Сарај, кај Скопје, е поставен камен темелникот на новата црква Света Великомаченица Злата Мегленска.